чуеш мој глас. За нас одамна нема спас, верувај, секој ден е поубав без тебе, јас знам како се чувствувам. По твоја сенка бев и почна да ми фали сонце, по топли денови откако замина ти. Дишам слободно ко порано и повторно, и јас си имам своje јас. И сите твои лаги јас на памет ги знам, ништо ново од тебе не очекувам. Ти таков не ми требаш, биди подобро сам, подобро заслужувам. И сите твои лаги јас на памет ги знам, ништо ново од тебе не очекувам. Ти таков не ми требаш, биди подобро сам, подобро заслужувам. Премногу спомени стегни душа и овени пак, код цвеќе без вода, а дожд ке падне, време мора да се промени, а ти истата приказна. По твоја сенка бев и почна да ми фали сонце, по топли денови откако замина ти. Дишам слободно ко порано и повторно, и јас си имам своje јас. И сите твои лаги јас на памет ги знам, ништо ново од тебе не очекувам. Ти таков не ми требаш, биди подобро сам, подобро заслужувам. И сите твои лаги јас на памет ги знам, ништо ново од тебе не очекувам. Ти таков не ми требаш, биди подобро сам, подобро заслужувам. Се договоривме кај ќе завршиме. Да, ама таман ја завршивме. Леле, шибо песниче. Кај си бе Еве сум. Еј, многу ми е мило што се гледаме. Жиби се, чева да се чувам стомако да ми го прије. Бо шубо песниче, знам дека минатиот пат ја направивме, ама ми остана некако во глата, како недоправена ми дојде. Да. И се малце и сега раката не ми фаќа, уште сум се имам одвикнато. Сега сум навикнат дете да држам. Треба Нема, нешто ова ми вака е што се свири. Дефинитивно, да. Ама многу ми е мерак што се манавме пак. Многу е песничиња имаш бе човек. Фала ти. Сега Многу баш ми ги значи. преслушвав пред да дојдеш. Сите онака си ги подпевнувам по малце и многу интересно ми е како почнуваш да се оформуваш еден стил, што мене лично ми се не дека сме битолчани, него ми се бендисва некако е така живо музиче. Ти е мерак поќе да правиш ваква по жива музика, по разиграна, или те фаќа малци за нешто? Секогаш ме фаќа мене и за нешто друго. Генерално не ќам само една музика да правам, ама ми е баш како што кажат, многу убаво дека една целина. Така некако се осеќам, така и наменски правевме дека се целина, баш ова година уште една песна треба, еве во овој стил што ќе биде. Ајде зубозарно. Некако така си гледав, не се официјално EP, ама за мене се така беа правени заедно со Коста Хаџикојчев, си ги правевме баш онака дека ќе бидат како едно цело, не знам дали ќе го заокружиме. Оставаме то спонтано да си дојде само, ама некако си почнав да сум малку послободна. Не знам дали тоа се осеќа така одстрана, ама јас вака и со Коста кога ги правиме песните си се осеќаме дека малку послободна сум. Полабаво малце. Да. Генерално не знам, во Македонија мислам дека еден период се водеа само неколку жанрови и некако немаше простор и јас понова, малку поуплашена, нормално сакаш повеќе луѓе да ти ја слушат песната и гледаш да се прилагодиш. И баш периодот со овие песни кога престанав да гледам да се прилагодам, баш тогаш најмногу луѓе се пронајдоа во песните и ете ќе си продолжам со тој стил.
Абе, тоа е колку поќе се ослободваш и колку уствари поискрен си кон себе си, толку поискрени си песните и толку поискрено публиката ги прифаќа. Наменски кој е подруго. Гледај, не дека јас нешто сум имала пример премногу онака, да се, ама пак пример ми било, не знам, како ги темпирав, леле, ова песна е многу долга, ова е пример почуден стил. Сега па не знам, луѓето сакат брза песна од мене, сега сакат бавна песна, што генерално и уште го добивам тоа пример, ајде сега ни фали балада или ајде сега ни фали нешто во овој стил што беа другите. И мене окей ми значи така, знаеш, кога ќе споделат мислење, ама не дозволувам тоа да ми ја дава насоката за следна песна. Ама те гледам дека ти фали балада, вака кога седниме да свириме и стално брзите песни ги правиме бавни, многу убаво зазвучват некако. И онма посмирени потиш. Како да ти треба нешто такво, нешто баладично, искрено. Можам да замислам нешто вакво посмирено да пееш и пак да биде во склоп на приказната некако. Па искрено голем дел од мене се тие работи. Мислам и таква некоја енергија, као јас сум или вака скроз смирена, или сум па скроз онака ајде фанки сега журка и енергична, така да средина тука многу ретко. И тој во музиката ми е така генерално. Сега со овие песни пример гледаш вака ако е побрза песна ќе си ја направиме акустично смирена и се тука некако ги имам двете страни. Од друга страна и пример емотивни песни се овие. Мислам дека и голем дел од луѓето, посебно со акустичната верзија на Не е до мене, со тебе што ја направивме. И тогаш уствари многу луѓе сфатија дека уствари е стварно емотивна песна и пример генерално од мене тие излегле од некои така малку потешки моменти. Мислам се ова пример подобро заслужувам. Баш било во момент кај што сум сфатила онака дека подобро заслужувам и генерално вака текстот и некои фрази на почеток и општо концептот за песната што го дискутиравме со Коста, не бил баш нешто позитивно среќен, ама наменски сум сакала да биде тоа позитивно, пошто баш и конкретно се подобро заслужувам се фатив, баш е некако леснителна фраза, знаеш, како малку е негативна, ама има така некоја борбеност и некоја ведрина на крај. Дефинитивно. И песната е така измешана и дури и акустична, вака смирена, како подобро заслужувам, како знаеш вака настрана малку, ама ми прави смисла пак да ја кажам и тивко. Не, убаво звучи. И можат многу луѓе се пронајдат во приказната, пошто на сите ни си има случајно момент да кај што си сваќаш дека подобро заслужуваме. Знаеш, едноставно тоа е муабетот. Значи многу убаво кажано, убаво срочено. Ти си ги пишеш текстовите? Не сите, ама гледам да пишам и се поки онака сега периодов, така да ќе видиме дали нешто ќе излези комплетно мое, ама генерално не знам, пример дали ќе напишам дел од текст, па ќе да работиме со Коста за некои песни, конкретно за подобро заслужувам, не сум јас на текстот автор, туку баш онака е нафрлено мене се што ми лежело од мене, нешто е на англиски, нешто така, па го пуштам после кај Коста и Коста некако му кликна, ете, си се пронаоѓаме за такви некои работи. Си знае, тоа е опасен. Истите маки или ги или се пронаоѓаме за вака и некако се надополнуваме, не знам, еве до последните песни сите ми се со Коста и многу добро некако си се разбираме во тоа. Така, ми е многу мило, многу е ретко, не знам се, јас сигурно и ти си свадил, пошто си еве далеку подолго во приказната, ама вака уште од првиот момент кога кликнавме со Коста, сватив дека окей, тука има многу работи што треба да излезат. Дефинитивно, и затоа работим уште. Коста е златно дете, тон инструменти свири, стравствен е кон музиката скроз. Требаш и со мене нешто да правиме, ама така некако не се погодивме временски. Во емисија го караме се. Коста. Да, абе нема врска. Ние цимери си бевме едно време, си се знаеме многу убаво. Ми се јави баш после емисијата што снимавме со него, брат, ќе правиме ова она. Мислам дека лани летото беше, не знам кој термин ми кажа дека сум тука, па бегам Англија или обратно. И реков, брат, јас тоа ќе бидам, тоаш бевме на ИОС со жената, ми се чини, нема да сум тука, да видиме после и држ не да и никако времето дојди. А сите што правиме музики сме така многу брзи во работата. Ичне ми треба време, но 100 години на песна да излезе, така што ќе биде, здравје Божи. Не треба ни да се форсира, јас онака генерално. Јас сум прилично нестрплива и сакам сега се одма и сега сите песни што ги имам зацртано да бидат за ова година и не оди то така и малку е добро вака музика да ме враќа во реалноста, дека не оди така процесот, ама
ако isforsirаш, онака некако не е уметност. Не е тоа. И не би сакала да се занимавам со таков тип на музика, што е онака само сега песна колку да има песна, туку да сум задоволна од песна, сум задоволна од спотот, да имам идеја, да имам инспирација за тоа, сега не е онака слепо да чекам нели као мене да ми дојде сега нешто да го правам, ама така некој разумно темпо. Си сака уметност. Си сака. Не, луѓето многу се нестрпливи, обично, особено кои се на почеток на кариера, ама ако стварно се грижиш за музиката, зема време. Значи, секој ден сега да слушниме нештото, утре ќе слушниме со скроз други уши, онака ќе те натера да смениш нешто или ќе ти дојде друга идеја и тоа е процес што треба на крајот треба да дојде момент кај што ќе си речиш ето, а тој момент многу ретко иди, многу бавно иди, кој ќе видиш чудна работа. Интересна, уметност. Си правиш што сакаш. Кажи ми, дали имаш некоја финиш лайн, што се вика, во смисла, имам идеја дека ќе направам олку албуми или сакам ова да постигнам, сакам она постигнам, или си го тераш филмо, ќе си ја правам јас музиката, докај што ќе оди арно, после тоа здравие Божи. Си го живеам процесот искрено, не се ограничувам така со нешто, мислам си имам онака цели желби, нормално секој си има и сакам албуми, ама пример конкретно еве досега песните не биле наменски за албум, сум сакала онака да видам како ќе реагираат пак онака, мислам дека 8 песни имам, така да немам 10 песни, онака до негде до пред некоја песна горе-долу било нели да видам и публиката како ќе реагира, да ме откријат нели повеќе луѓе, да видам дали и на новите луѓе ќе резонира музиката така и со нив како со пример нели малиот круг што го имав на почеток. Така да не дека се барав јас себе си, туку онака си го барав местото низ нормално, на сцената да речам. И не си наметнував некои работи досега дека се албум, ама би сакала такви некои како да речам се посериозни проекти, и се на некој начин посериозни проекти, ама не би се ограничила да ме снема пример 2-3 години за да излезе албум, така да негде сум измеѓу тие работи. Ама дефинитивно онака пример би сакала нели мој концерт да си имам и то фала Богу и голем концерт, ама сакам некако имам некоја поголема желба сега ова година и за некои поинтимни така нешто меѓу концерти, овие настави што ги имаме така. Некако тоа има посебна магија. Пример едно се настапите нели низ Македонија што ги имаме, друго е голем концерт, ова е нешто измеѓу, онака интимно, енергијата со луѓето што идат на такви концерти, идат со некоја поинаква енергија, што идат луѓето на свирки, некако тука ми е некако најприфатливо и некако најмногу ми се прави кефот за тоа. Да, така да не знам, немам некоја сакам што е можно подолго да го правам во животот, пошто преубо ми е едноставно. Ти носи живот во животот. Да, живот ми носи во животот. И сакам онака да го уживам, не ќам да ме расипи естрадата. Нели? И ќе видиме сега како ќе оди натаму. Види, тешко е малце битолчанец да расипиш вака, мислам, барем вака кој што гледам, пошто е малце расипана работа таа естрадата, што не знам и дали ја имаме, ама добро. Убаво си го тераш филмот, ти кажем, право си продолжиш вака, кога ќе прави човек нештото без таква цел, некоја слава, финансио, многу поинако и многу поискрено, отколку кога ќе тргнеш со филмот кој што има дечина млади, сега ќе направиме пари, ќе видиме славни и така натаму. Терај си го филмо, супер ти оди за сега, мислам дека ќе си постигнеш се што сакаш да си постигнеш полека, некако така ми делуваш, како да работиш чекор по чекор, ама како да нема да се откажиш дур не си постигнеш одредени работи. Ќе видиме, така. Ова е прогноза. Прогноза е ова, сега ќе видиме како ќе види живота. Кажи ми ги спомна свирчињата. Funked Up. Многу име. На Владче да не е идејата случајно. Познато ми звучи ова, не знам зошто. И со него никако да направиме на емисија 100 години го зборам. Некој ден се надевам, вие што не го познавате, ќе го запознаете. Како одат свирчињата? Гледам дека цело време сте супер сме. Наваму, натаму, секој ден, и денес, и утре, секој ден. Супер ни е. Некако и на многу нови места низ Македонија почнавме да настапваме. На места кај што сме биле или многу ретко, или не сме биле воопшто, што е супер. И си запознаваме нови луѓе, генерално нели уште сме во тој филм со македонска музика, уште си го пропагираме тоа во нови градови да се слуша поќе македонска музика. Паметно.
некако супер е прифатено, супер енергија има вака на свирки, супер фидбек од луѓето. Баш ми е многу интересно во некои градови кај што не сме свиреле, примери кај што генерално многу ретко имало така македонска музика или пример поќе XU или генерално скроз само англиска и онака се онака изненадени, ама позитивно изненадени и фасцинирани дека македонска музика и тоа мислам дека ми е најголемата награда така со Funked Up кога настапуваме и кога ќе дојде некој и ќе речи браво што свирите само македонска. Мислам не свириме само македонска, нели нешто англиска, ама некако со тек на годините па се повеќе на кај македонска одиме и некако така природно да работите, не дека нешто наменски беше, дека ќе го чистиме репертоарот од англиска. Онака, само македонско. Да. Ама па и толку многу добри песни има и вака и позабораени песни и мислам и песни што се нели многу слушани, многу познати и тие песни пак на наш начин си ги свириме, ама и песни малку подзабораени, по една-две така ќе метниме во репертоар, па ќе стане и таа позната, па после некоја нова, понепозната и интересно ни е и нас. И на луѓето, онака и тоа е најбитно. Генерално не знам, мислам дека многу сериозни сме би јас и по мене си тргнувам. Општо вака на журка, на свирка и сега сериозен си, кога нема пеш и некако се поќе и ние уживаме и тоа мисламе заразно уживањето. И луѓето исто ги фаќа и најмногу ми е кеф кога ќе ги видам дека пеат, дека не се на телефони или примерно најше онака сериозни да седат на маса ни меѓу себе муабет, нити со музиката интеракција. Ама се поќе има луѓе што онака уживат буквално пошто не знам, преретко е тоа што ни се дешава и не го сваќаме. Се дури нели не ни заврши. Да, абе јас морам да ве пофалам оти не дека се знаеме него сите свириме македонско, ама некако истите песни се вртат. И не знам некој стори гледав уште кога почнувавте таму негде по кафичите битолски. Баш минатата емисија ми се чини ја пеевме од Силви Бенд. Да. Ја почнува песната на сторито и викам, хит беше песната, некако ми нема тој дено да ја исвирам на свирка, имам подзабораено. После тоа некоја песна, не знам, од Калиопи или од Тош или од кој бил, нешто што не е во секојдневните репертоари, викам, види што му има текнато, изваено од нафталин, што се вика, хит била, пак сите ја знаеме на памет што се вика, ама не ти иди во моментот да исвириш и тоа е супер. Алал да вие што си го практикувате тоа и што си имате некој зацртан стил да речеме што не бегате многу, ти многу лесно е кога ќе одиш на свирка, кога ќе видиш дека атмосферата не функционира толку да свртиш на ексиу кај што знаеш дека ќе се напијат поќе. Ама можеле и со македонска музика се прават журки. Да, гледај, не дека сегде е сјајна, ама 90% од времето е многу добро прифатено тоа дека нема ексиу. Сме биле на места и кај што ни замериле за тоа пример по некој, ама гледај, тоа е многу индивидуално онака и некако, гледај, јас не сум против ексиу музиката, некојаш така во емисии многу одам онака директно македонска, не сум против, пример има песни што мене ми се многу убави и ги слушам и се, ама заради тоа што премногу онака се форсирала години уназад самото и онака мора да има некој што ќе, за да има некаков баланс, мора да има некој што ќе на другата страна. Макар што сега и многу други колеги вака, се поќе македонска музика свират. Да, ги гледам си менват репертоарите, Добро е. Јако, а кажите фаќа малце вака возбуда кога ќе одиш во друг град, сега пример некој помал град во Македонија, кај што знаеш дека многу претежно на ексиу е работата, те фаќа некоја трема, возбуда, претходно седиш дали ќе биде работата. Да, многу, посебно така во последните дека на нови места и имало некои места кај што така генерално биле попознати и од негде дури менаџер на кафич не договорил, ни кажал уште пред време, ама генерално тука многу се на ексиу или па на српско малку на турбо фолк и вика, ама јас сакам за кеф, знам дека има потенцијал. И тогаш малку ми е трема, ама некако сме многу долго, веќе сме 6 години со Funked Up. Да, одлична екипа сте, онака сме, не знам, настабилни нозе сами со себе и не е дека нешто пример ќе ме повреди. Генерално, фала Богу, ја сакам да е многу весела вечерта и се и на сите да име погодено, ама дека нешто пример многу ќе ме повреди, не ако некој бара, ама и немало место кај што сите онака да биле незадоволни. Тоа е пример еден двајца најчесто, знаеш, или една маса друштво. Ама
например, на еден така што ќе се пожали, друг ќе дојде и ќе рече ова беше супер и секогаш позитивното преовладува. Така. И не сме имале град кај што не прифатил. Дури и на места е така што и менаџери и луѓе рекле дека генерално се на српско било добро прифатено, така да не е до публиката веројатно. Јас мислам дека е до тоа дали имат избор. Во многу помали места немат баш избор, така да Така е. Пуштајте македонска музика. Пуштајте и слушајте. Дај да маниме некој песниче. Имаше едно ново песниче сега ти. Што излезе со срце, со спото. Со срце, да. Со срце, спото. Така сите ми ја кажат. Да, со срцето песната. Да. Треба да си напишеш на YouTube во пребарување во опциите и со срцето песната да може. Да те сакам лесно во заграда, песната со срцето. На кој беше идејата за спото? Вацев е таа работа, сигурно. Па не, моја беше идејата, со Вацев си ја доработивме. Шубо. Некако оттаму ми тргна. Генерално јас кога имам нова песна и си ја слушам пошто многу често патувам нели Скопје Битола и попат в кола си ја пуштам песната и ја слушам неколку пати. Најчесто за спот за шо и да е, така ми дошле идеите, пошто многу сакам да сум и во тој дел од процесот вклучена. И ми беше некако дека треба да има некое големо срце, дека нешто треба да се дешава. И после тоа, пример, следен пат нешто ми беше дека треба и Купидон да има. И се бев као, како се Купидон, срцето, знаеш, некако не ми оде. И на крај ми кликна дека уствари Купидон може да го брка срцето. Да, скроз. И нормално дека Вацев ја реализираше таквите идеи само со Вацев, мислам, сам се добро, не сум ни пробала нека со друг, ама Вацев многу разбира така некои идеи што не се стандардни. Со Гевгеличани си врзана ти таму. Скроз. По јужна линија, Битола Гевгелија. Да. И си го склопивме, го доразработивме сценариото за спотот. Многу ни беше интересно и забавно и на снимањето, измрзнавме, ама ни беше многу интересно. Тогаш е најако. И да. Кој се тресиш сакал, некел се смеиш онака. Јас и во јуни спот кога снимав, во јуни е за една песна спотот, на Преспанско езеро, измрзнав, јас не знам како е можно, јас немам спот во топло време снимано. Саш да свириме, немам убаво песниче скроз. Ајде да маним од кај беше, знаеш? Се сеќаваш, ќе ми текниме. Па не знам, сега ми се измеша со другата. Мислам дека од Г беше, ајде да пробаме од Г. Саш да почниш директ, да не изгрешам нешто. Пред тебе не знаеш што значи искрена љубов. Со тебе научив како се живее рај. Пред тебе јас сум си јас, немам ништо да кријам. С тебе имам се што ми треба до крај. Се би дала за тебе. Само да си крај мене. И знаеш ти си тој, со тебе знам дека добро сум што и да биде. Ти си крај мене и ништо друго на светов не ми е важно. Што ме погледнеш, знаеш како сум, знаеш каде сум. Со мисли тргнала, без тебе не сакам ден, јас да помине сонце, да те сакам лесно да те сакам лесно Кре тебе наоѓам мир, знаеш ти си ми дома. Еден живот не е доволен, ми треба врти.
Те сакам лесно е. Тука ќе завршиме нигде. Да. Бош, убаво песниче. Цело време сакав да влезам некој пратечи ми иде идеи, ама дека неам свирено одамна и некако се занесов дека и прв пат ја слушам, ја свирам песната. Се занесов во и прстите не ми фаќат, боли палецот, стега и викам мора да го завршиме. Без пратеч. Да. Ништо следниот пат. Следниот пат повториме. Ќе навежбаме малце, скрос онака да маниме version 2, 2.0 верзија. Леле шубо песниче. Па добро, види, и предходната ја свиривме еднаш на емисија, ама сега беше некако по зачинета, по seasoned, онака, поминато времето. И шубо, многу е песничиња. Ми се бендисва шо си го тераш онака стилот и ми се бендисва шо песните звучат и брзо и бавно. Значи, и двете верзии можат комотно додат во побаладична верзија и да си функционират супер. Да. Бо малце му искинав акордите на Коста, се извинувам, бата маца, кој ти е клип? Да. Добро, ова друга верзија. Да, ремикс ти напред, DJ Khaled, све преако. И тебе ти е кеф, викаше? Да, многу ми е кеф. Не знам, ова песна така некако посебна ми е. Љубовна, прв пат. Вака, за чиста љубов, прв пат да нема нешто агресивно, ти ваков, ти тако подобро. Кој се залюби човек, по някој работа, знаеш. Јас од кој се залюбив почнав смолта, но ова, нешто по-друго. Омекнавме. Да, скрос, ако супер. Да, малку е така, малку ми е и мене, како да речам, поинтимна, баш и така, еве ова текстот заедно го пишевме со Коста и се сеќавам заглавивме, као прва песна што заглавивме, викам Коста бе, валја не сме до толку на лош правец да минати да не можеме срекна љубовна песна да напишеме. И седиме така и заглавени баш не знам за, мислам дека беше за крајот на прва строфа нешто и вака седи, абе добро, кажи што сакаш да му речиш, и баш со такви некои фрази што ми се, не знам, секојдневни, искрени и така интимни да речам, посебна песна ми е. Проблемот што е тука со срекните љубовни песни, со срекните песни воопшто, проблемот е што тагата е многу посилна како емоција. Да. И нешто кој ќе си изнервиран или кој си тажен, милион работи ти да ги речиш и сето тоа може да биде потенцијално да влези во текстот, знаеш. Кога ќе си среќен, некако не сме учени кога сме срекни да кажуваме многу приказни. Не знам зошто, ама среќата ни е онака многу потивка, помалце се збора за неа и некако помалце збори да. Иначе кога ќе си изнервиран, кога си тажен сами да секи знаредиш онака. Ама и кога ќе си не знам, пример јас си така ете кога ќе не е нешто најсреќно и некако тогаш ми е како прибежиште да пишам или ќе си посвирам нешто. А кога сум среќна не ми иде сега тефтерот тука и да пишам зашто сум среќна. Така, кога си среќен ти се прави друго, ти се ужива. Сакаш да го уживаш, да, дека си така. Ова другото пример ќе те смири, не знам пример, бар мене така ме влијај. Ако си седнам ако е музика или ако си пишам и некако полесно е, знаеш, ќе излези лошото. Лошото излега. Да. Најлесно е кога ќе ти дојде емоцијата да ја запишиш, како одличен издувен вентил, ама пеењето колку што знае да дојси да извае емоција, ништо друго не знае. И затоа тоа е тоа. Ама кога си среќен, ти ќе си пееш, ама онака не ти сега седниш да пишеш или да кажуваш. Има песни и во најсреќното пример на свирка и онака директно вака ме сечи доживотно од Елена Ристевска. Таа ми е една од милените македонски песни. И онака журка тука сите се и негде кон крај доживотно. И многу ми е чудно, сама себе си се чудам како примерот таа енергија тука претходно сме скокале журка едно друго. Наеднаш онака како во друг свет ми е и завршва песната и јас пак сум иста назад како во журка во се. Ама таа песна тие неколку 3 минути. Друг свет онака како ме вади од тука и ме носи на друго место. Кажи ми, се узмуваве, за мене таква песна беше од Ѓорѓе Балашевиќ на последку, што скоро нигде нема слушнато никој да ја направи. Јас ја најдов на касета дома од мајка ми и снимив кавер и каверот одлично, значи одлично ше прифатен на балканско ниво и ми го тргнаја после тоа продукцијата или некој од кој почина нешто, не келе да има нешто од друг испеано, демек не дозволвали се што било од него има ја тргнато и си замине и ден денес ми го барат луѓе, ама ми текна нешто што, пошто секоја песна си носи различна емоција, морам да те прашам. Дали има песна или спот или како целина нешто
што на прво слушање ти има расплакано од нигде никаде, не си очекувала, не си била во емоциите, ништо, ја слушаш и си истураш од плачење. Дали ти си има случајно нешто такво? Ми се има. Инаку и доживотно ми се плачи некогаш, не доживотно, зависи како ќе ми е денот. Да. Ама не било на прво, онака доживотно бев мала, ко се појави и некако не ја доживав. Ама има една песна од Хери Стайлс, Матилда, и таа песна, тој период некако многу, тогаш го заслушав Хери Стайлс, пошто не го слушав кога беше со One Direction, некако таа музика не ми беше баш по кеф, тој период, посебно така, тогаш по-рокерски бев, демек, тоа не ми беше кеф. И пред некоја година нешто така во новите албуми на Хери Стайлс се заслушав и таа песна не знам како, пример го слушав веќе месеци, таа песна ја немав слушнато. И не мој некоја многу позната песна. И така си беше пуштена и прв пат вака ја обрнав внимание и некако таа песна ми е песната. Што ми е многу чудно, пошто вака, знаеш, како очекувам некоја постара песна. Сум слушала генерално и од 80-тите. Тие се многу поемотивни, некој рок балада, посебно онака, значи не знам, срце да те пара. Да. И ми е јако дека баш од Хери Стайлс така песна ме годи, ама ете така некако се погодило. Има такви песни. Кажи ми, те фаќа вака некојаш, пошто како пеачи некојаш знаеме да испееме генерично, што се вика свирката, некојаш знаеш да влезиш поемотивно, зависи од ситуација и од луѓе, од твое расположение и така натаму. Ти си има случајно некојаш да дојдеш до толку емотивна да бидиш да не можеш да испееш песна на бина, да ти се приплаче, пример до животна пееш и се приплаква, не? Уште не. Ми се има така подзатресено малку глас, прв пат ко пеа луѓе моја песна. Тој момент секојаш ќе памтам. Ето. Беше што ќе остане. Баш немаше ни месец дена од кој излез, имавме свирка во Битола. И прв пат го доживеав тоа. Претходно пример и сум имала песна и некој ќе ја знае, ама вака да ги гледам луѓето да ја пеат и луѓе што не ги знам, пример, да не се другарите. И така си имам видео, баш среќа некој го снимаше тоа и си имам видео и знам дека тогаш така малку гласот ми подзаигра, не беше да прекинам, ама и сега и секоја нова песна, прв пат кога ќе ми ја пее некој или пример да се пее онака многу, ми е емотивен момент, ама првиот тогаш, нешко веќе сега горе-долу и као го очекуваш малку, знаеш. Да. Ама на таа песна, тие се моментите што за кои живееме, да. Преако, живи се. Нема поубаво први такви моменти, најубаво чувство на светот. Дај да маниве нешто се возбуди се. Што саеш да свириме? Што да ти изгрешам следно, кажи ми. Па не знам што ми изгрешиш. Не знам дали не е до мене да ја свириме пак или да се свириме нешто, кажи нешто ново, пример, нешто постар. Како саеш двете ги свириме, мене не ми веќе. Баш би ми било задоволство. Саеш нешто од постарите ќе направиме, ако саеш ќе си ја повториме, ќе ја пробаме. Пошто досега немаш акустична верзија снимено, дај да маниме ние тука едно. Треба, да. Кажи нешто ново. Ајде, кажи нешто ново прво. Саш ја побавно да... Како сакаш. Ајде да видиме сега дали ќе ти ја загрешам ова или не. Нема. И... Ова време кода застана, зашто ништо не се случува. Знаеш дека сакам магија, а ти сакаш монотонија. Секој ден ми се повторува, секој збор пак се кажува. Јас вака не можам да живеам, зарем тоа ти не го разбирам. Кажи нешто ново, нека биде лошо, нека не е добро, само да е ново. Нова крв ти дај ми, тело ми гори, нешто ново кажи, ако треба лажи. Сакам светов да го распаднам и нов јас да изградам. Може така ќе ти покажам
дека потребна е промена. Не знам како не посакуваш на фотрамна линија, не знам како не посакуваш адреналин, како планина, јас не знам како не посакуваш адреналин, како планина. Кажи нешто ново, нека биде лошо, нека не е добро, само да е ново. Нова крв ти дај ми, тело ми гори, нешто ново кажи, ако треба лажи. Кажи нешто ново, нека биде лошо, нека не е добро, само да е ново. Нова крв ти дај ми, тело ми гори, нешто ново кажи, ако треба лажи. Имаше Јас некои ја други сгрешив. акорди таму во Јас ја пењето, сгрешив. во Имаше строфата? нешто, ма јас заборавив дека го има тој, јас ова песна немам пеена многу години. И Ти само забора, иди јас вака па и ич го викам, немам слушнато. да. И си викам, како е тоа музика, како е текстот, така да и јас гутнав текстот. Супер е песничето, Ако ми битно е мене шо се оправдано, замараш. тебе ти е уште пооправдано. Битно закон не фаќа, за сега. Пошто со законите Да. е чудна работа, може да почне да не фаќа закон за грешење песна, не Да. може да знаеш, ама за сега не фаќа, не е страшно. Битно е Лабаво. од душа лабаво е. Скроз. Леле, шубо емисивче, човек. Треба почесто си правиме вакви дружби и тој Владо некој ден, леле бе, ај да не велам на телевизија сме. Треба да се собериме, да се дружиме поќе вака да има музика, поќе се душа Да. фамилиарен човек сум и јас малце со времето, ама не е страшно. Ќе уште малце ќе почне да зборува, ако 2 месеци има како е тргнат, ќе почнам да го носам уште на малку. емисија, да. Многу фали ваква енергија, си генерално и општо го зборам, сега баш бев во емисија пред некоја недела и баш имав слики, нешто требаше вака општо од животот, приватна архива и си имав слика од твоја емисија, јас, ти, Бети и Огнен Да, од од претходниот пат. новогодишното, да. И баш и тогаш зборав и сега пак ќе го кажам, ќе се повторувам, ама битно е дека многу ни фали вака некое спонтано музицирање и пак ми се овие најубавите дружби, вака излегуваат најубавите работи, ако примери ќе сгрешиме и акорди, и тексти, нема да е совршено и искрено некако многу фали то, некако се е Дефинитивно. преточно, не треба да е се точно, Не, бова то- треба да е вака слободно. То сам да речем Треба да е и од јас. душа. Не треба, демек, ако не е совршено, не треба ни да биди. Тоа е Да, уствари да, совршеноста. да. Знаеш, грешките не прат луѓе, а прат душата, а прат грешките. Бо преубаво. Дефинитивно треба повториме ова. Фала ти уште еднаш што ми Фала дојде. и тебе, многу ми е мило секогаш. Сега знам дека си претежно Скопје и си цело време на релација, јас си се преместив малце во подомашни услови и се го кидиш битола, уште јас ти фалев товар за снимање, ама Супер ми убаво дојде е понекојаш, знаеш, Да. вака ќе се подружиме, Да. позитива, ова, она. Да. Ќе смениш малце ако ништо друго Да. атмосферата. И тука е супер, да. Тука е уште така Благодариме. некако по-кози Да, и е ефтен пријатно. се надевам дека еве како идат луѓето, на сите му се бендисва сетингот и некако се надевам дека ќе почнеме поќе да го користиме, да се дружиме со сите и да правиме музики, Се да излегва надевам и јас. нешто ново македонско. Еј, фала ти што ми дојде, да не те држам Фала ти, ќе поќе, ти знам дека дојдам си со пак. свирки. Да ми дојдиш кога сакаш, знаеш сега кај е студиото, локацијата ја имаш, а вратата отворена и само напред продолжи си убаво си го тераш да не ти кажеш во многу приказни, си го знаеш филмот, си го тераш и што треба, тука сме. Фала ти. Исто се важи за тебе, исто да го мислам од срце. Баш ми е драго и фала ви вас што ни дојдовте, знаеш, како да ви речам, се пополава водова, не знам дали може да биде. И ако ви беше лабаве, лате си па наредна недела во 18 часот, па да си лабавиме. Поздрав и имајте убав вечер.